14 часот време, односно почеток на најновото издание на Отвореното студио 1. Еве неповторно, јас и мојот колега Владко Чаловски во предпладневниот дел се дружите со нас. Добро, ви доцниме две минути, ви доцниме во секој случај оправдано, да. Што е она што денес ќе огледаме на програмата ново Отворено студио, како што кажа Јана, со почеток од 14 до 23 часот. За почеток она што е стандард, речи си, практика во студиото, мали парчење од гостувањата во студиото претходниот ден. Вчера во студиото овде беше Александар Чомовски со своите гости, па така во студиото разговараше со универзитетската професорка Ана Томовска-Мисовска. Во централниот дневник гости му беше Ѓорги Филипов. Разговараа на актуелни теми, ќе слушнеме малку подоцна што е тоа. А некаде при крајот на овој блок од студиото ќе го погледнеме извештајот на колегата Игор Стефановски за уште една актуелна тема која што се третира 2-3 недели наназад, можеби цел овој месец. Тоа се пожарите кои што ја зафатија Република Македонија. По завршетокот токму на овој дел, на првиот дел од студиото, следува информативното издание во рамките на Студио 1 со колешката Елена Джугманова. Секако ќе ја погледнете и детално временската прогноза со Славчо Поповски. Јас и Јана се враќаме околу 15 и 20 часот. Ќе разговараме на тема ромите, минато, сегашноста и иднината со проектниот менаџер во Рома Верзитар Силхан Саитов и студентот Руфат Демиров. Се враќаме некаде околу 17 часот повторно со Јана овде во студиото. Ќе разговараме со Весна Андреева, таа е мајка на дете со аутизам по повод месецот за подигање на свеста за аутизмот. Секако овде ќе бидат отворени и телефонските линии, доколку имате да надополните нешто, да прашате нешто, ви стоиме на располагање пред да започне забавниот дел. А во забавниот дел веќе е познато возење со Вучич, ексклузив и Сергеј Варошлија, а студиото потоа го преземаат Борјан Јовановски и Ацо Кабранов. Првата тема на која што ќе разговараат колегите е со Костас Дудзинас, пратеник во грчкиот парламент и председател на Комисијата за надворешна политика, за перспективите на македонско-грчките односи, како и за одбраната. Во дневникот ќе ве дружат Александар Петрески, еден од секако колегите Борјан и Ацо, а Отвореното студио продолжува 21 часот. Гости кај Борјан и Ацо се Тони Пешев и Неби Ходжба за македонско-грчките бизнис односи. Веќе во 21 часот овде во печатна неделата, всушност со Сашо Адановски, председател, односно гостин председателот на владата Зоран Заев, ќе се разговара на повеќе теми. Пред да го заокружиме студиото со информативното издание во 23 часот. Така е, тоа беа информациите што се ќе содржи во Отворено студио 1. Настартуваме со она што го најави Чаловски на почетокот. Во синокешното Отворено студио 1 со колегата Александар Чомовски разговараше универзитетската професорка Ана Томовска-Мисовска. Главната тема беше растењето и функционирањето на децата кај нас во Северна Македонија, но во оној мултиетнички амбиент. Докаде сме на ова поле, како ги воспитуваат младите да ги сакаат и ценат различните од нив. Секако, ако се земе во обзир низ многуте патешествија што помина земјава и после 2001 година и некогаш оние политичари што играат на националистичките секако карти, така што беа дадени доста интересни видувања на оваа тема. Еден став од Ана Томовска-Мисовска, слушаме во продолжение. Она што ние го добивме како наоте дека постојат повеќе фактори. Значи не можеме да кажеме дека само еден фактор е главен кој што влијае на тоа, меѓутоа имаме една појава која што е мултифакторска и сите ние како возрастни имаме свој удел во она што децата го рефлектираат. Тоа значи дека во одредени социјални средини, кога вокабуларот е шиптар, македонец, комита, чкембар и така натаму, тоа се пренесува во визурот на децата до 11 години. Од каде таа енергија кај нив, понекогаш тоа да израсне
во нетрпеливост до степен на конфронтација? Значи, тоа не ни беше поле на ова сегашно истражување, бидејќи сметавме дека се премногу мали за тоа, меѓутоа сепак откривме дека се свесни дека помеѓу двете групи постои конфликт. И дека таа свесност за конфликт е пак поврзана со потребата да бидат подалечни, односно да имаат поголема социјална дистанца едни од други. Сега, истражувањето, ако одиме подлабоко, покажува дека, да речеме, во мешани средини, каде што е правено истражувањето, на децата им е поприфатливо да имаат комшиски релации, значи такви некои односи, отколку да учат во исто училиште. Веројатно тоа се должи на начинот на кој што нашиот образовен систем е организиран во моментов каде што постои паралелизам по основа нели на јазик и децата учат одвоено во класови, меѓутоа тоа не е толку голем проблем како што е одвоеноста, да речеме, на децата од различни јазици во различни згради, различни смени, различни воннаставни активности и вонучилишни активности. Има една парадоксална ситуација. Сега ќе го направам прилично бизарно од аспект на фудбалот. Например, нашата фудбалска репрезентација е таков конгломерат во која не можете да препознаете која и никогаш не викаме албанецот постигнал гол или македонец така натаму, тоа репрезентацијата на пример рече си 50-50. Тамо не го носиме тој ревалитет. Но што е тоа што не попречува децата на пример во училишниот двор меѓу себе да играат заеднички фудбал? Од каде во таа социјална патологија направивме бариери? Значи, комплексен е проблемот. Она што истражувањата го кажуваат дека поголемиот степен на контакт помеѓу двете групи, особено кога станува збор за постигнување на заедничка цел која што и на двете групи е подеднакво важна, како на пример нели победа на фудбалската репрезентација, тоа доведува до релаксирање на односите. Од друга страна, кога сте соочени, да речеме, во училиште во ситуација каде што имате, да речеме, одредени проблеми помеѓу деца и немате механизам, односно не сте доволно подготвени како кадар да се справите на конструктивен начин со било каков конфликт, не само меѓуетнички, тогаш мислам дека тоа ги на некој начин принудува оние кои што работат во училиштата да се држат до решенија кои што им се чинат наједноставнije, тоа е нели да ги држат децата одвоени едни од други за да спречат ескалација на конфликти. Односно да спречат да бидат, да речеме, тема на нели негативен публицитет на некој начин. Не дека не им се случуваат конфликти помеѓу самите групи, меѓутоа тоа не е доволно интересна тема за да заврши нели во медиуми, додека меѓуетничките проблеми се уште за жал се. При историската посета вчера во Македонија на грчкиот премиер Алексис Ципрас беше организиран бизнис форум помеѓу премиерите на двете држави, Република Грција и Република Северна Македонија, Зоран Заев и Алексис Ципрас. На тој бизнис форум учествуваа околу 400 предприемачи од двете држави, а како што порачаа двајцата премиери, заедничката порака е дека сега има уште подобри услови за размена на бизнисите за подобра економија и во двете држави, ако претходно биле изгубени можностите на сметка на политиката и инертноста. Костин Чомовски во дневникот му беше поранешниот амбасадор Ѓорги Филипов, кој што исто така пак беше учесник на тој бизнис форум. Видиме што тој мисли после тој форум. Амбасадоре, она што го добиваме, што е блиску до вашата и професорска и бизнис преокупација, како конечно ќе ги решиме проблемите 30 години со марките? Бев присутен на бизнис форумот и на говорите што ги одржаат двајцата премиери и двајцата заменици премиери и други представници и од настапанските комори на Македонија и на Грција, на Северна Република Македонија и на Грција. И можам да кажам дека тоа беше еден многу добар форум, многу
позитивно примен форум кој што дава една така поттик и некаква гаранција дека и понатаму односите меѓу Република Северна Македонија и Грција ќе се одвиваат во таа насока во која што сакаат двете држави, која што сака оние кои што го помагаат развојот на тие односи, кои што беа гарант на некој начин за добриот развој земјата што го иницираше Берлинскиот процес, како и другите и Соединените американски држави, и дека тоа и на дело се покажа од како се потпишал договорот од лани, стопанската соработка меѓу двете земји е покачена за 20 нешто проценти, значи скоро $1 милиарда, да 2018 беше околу 800, пред тоа околу 700, значи на добар пат е да се зголеми таа стопанска соработка. Што се однесува до марките, само сакам да ги охрабрам сите стопанственици, па и од Грција и од Северна Македонија, затоа што гледам и грчки вести. И нивните стопанственици се божи повозбудени околу марките отколку нашите, бидејќи нормално тие е поголема индустријата. Нема потреба од никаква паника, затоа што во текот на оваа година, премиерот рече дека до 15 мај ќе треба да се формира таа експертска група, што ставена и од членови и од Северна Македонија и од Грција. Меѓутоа, тука ќе помагаат и меѓународната организација за стандардизација, Светската организација за интелектуална собственост, Европската унија и така натаму. Нема ништо да се пресече и да се направи без согласност на двете страни, ако се има некаков спор за одредена марка. Двете засегнати страни додека не се согласат, нема да се прифати, значи ниедно решение, значи нема да има ултиматуми, нема да има така одземање на одредени трговски марки или географски називи, треба посмирено се пристапи и добро е што така е направено. Тоа се дава едно 3 години време да се заврши сета таа работа. Мислам дека доколку се оди вака синхронизирано и ако се подготват добро сите учесници, дека може тоа да се заврши за тоа време. Како чувствувавте денешната атмосфера? Едно време превладуваше еден страв. Аман грците ни влегоа, ние купија економијата. Сега сваќаме дека во оваа глобална пазарна економија веќе капиталот не признава граници. И имаме, например, парадокс дека така наречената грчка банка, стопанска банка, е една од најмокрите банки во Македонија. Кај се потенцијалите? И дали овие предрасуди кои на одреден начин беа ги разбиваат и водачите на овој диалог премиерите? Точно така, бидејќи ние Преспанскиот договор досега го толкувавме само во однос на тоа дека се променило името, што ќе пишува во пасошите, дали јазикот ќе останал македонски, дали националноста, видовме дека се останува како што е. Заборававме дека тој договор има и други одредби, други членови, дури многу повеќе членови кои што гарантираат соработка на многу останати полиња, соработка на областа на стопанството, соработка во областа на одбраната, соработка во областа на науката, на образованието, на спортот. Денеска има информација дека небото ќе ни го чуваат на овој начин. Добро, они се имајќи пред дека се одамна членки на НАТО и знаеме дека се таква земја која што има милион острови, да малку претераме, меѓутоа точно дека имаат безброј острови, имаат искуство многу во наблюдување на тие простори и искуство се разбира. И тука е Републиката, нашата држава е многу близко, може од тој аеродром во Солуни тоа да се контролира, иако досега не знам дека некои несреќи се случиле голи во Македонија во обзир на таков, меѓутоа помошта е драгоцена. Друго што ветија и при влегувањето во ВЕУ, ветија дека ќе бидат тие најголеми поддржувачи на отпушување преговорите и дека тие ќе настојуваат да помагаат и да го речеме материјално, односно физички во учеството во нашата подготовка за одбрана по одредени поглавја, што е прилично комшиски, добро кажано од страна на владата Ципрас. Не знам ако дојде утре нова влада во Грција, што ќе се случи, меѓутоа знам едно, дека нема да се случи поништување на овој договор, дека и новата влада ќе мора да го почитува, па дури и кај нас да се случи било каква промена, дека ќе мора да се почитува тој договор, дека меѓународната заедница е гарант, а самите резултати на економската размена гарантираат и полека одврзување и на соработката во други полиња. Лично учествував досега на 2 форуми организирани во страна Грција, почнав редовно да добивам покани за овие некои стручни настани и да се третираме таму сосема нормално. Исто имам една порака до нашите научници. Не е забранета наука
не е забрането на тамошно истражување ако треба на нашето минато, на нашето, не знам, национално, на етнички план, на историски план, меѓутоа да биде тоа наука, да не биде политика. Значи, ниту за нас, ниту за нив. Науката си е наука и доколку има нови некакви пронајдоци кои што ќе гарантираат дека, не знам, иако науката е историографија, не е таа екзактна, како што се физика, хемија, меѓутоа, доколку навистина нешто научен факт, не може да се пренебрегне, да не се плаши никој дека сега ќе биде забрането, се испитува, не знам, да се... Минералите во Македонија, не, или воопшто и за етничко, и социјален аспект, општествен аспект некаков. Гледам, дури некои академици вика, фактите не смеа се менуваат. Најнормално дека факти нема да се менуваат. Фактите не може да се менуваат. Ова што е сега се политички решенија какви што имаат многу соседни држави меѓу себе направени после одредени не лоши нешта што се случиле меѓу тие држави. Фактите не се менуваат, ама составите се ревидираат. Според тоа е еден процес. Според вистините, зашто едно е политичка вистина, друго е историска вистина, односно наука. Да, сега одиме со она што беше актуелно, односно што е актуелно денеска. Пред малку има прес-конференција од антикорупцијска. Првата антикорупционерка Билјана Ивановска апелираше до граѓаните да пријават во целиот овој изборен процес ако има некакви нерегуларности на нивната веб страница. Исто така соопшти дека од ДКСК имаат направено специјално за оваа намена и нова веб апликација, но уште еднаш антикорупционерите побара да нема вработувања и да не се нарушува транспарентноста на целиот предизборен процес. Но повеќе детали слушаме токму од изјавата на Ивановска. Државната комисија ќе следи дали се почитува забраната за користење на канцелариски простор, канцелариска опрема и службени возила на државните органи, освен за лицата на кои се однесуваат посебните прописи за заштита на личноста за потребите на изборната кампања. Исто така, Државната комисија ќе следи дали се почитува забраната за вршење обид, за вршење притисок и заплашување на гласачи или членови на нивните семејства или ним блиски лица. Државната комисија за спречување корупција ќе следи изборната кампања на сите кандидати и во случаите кога постои сомневање дека се прекршува законот, ќе презема мерки за утврдување на таквите сомневања, ќе ги извести надлежните органи и ќе бара преземање активности во рамките на нивното надлежно постапување. Непочитувањето на забраните утврдени во членовите 8а и 8б од изборниот законник и членовите 34 и 35 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, ќе ги смета за одговорност на одговорните лица на државните органи и други субјекти, а во случај на констатирани прекршувања и злоупотреби ќе преземе соодветни активности и мерки согласно законот. Државната комисија во функција на следењето и контролата на законитоста на финансирањето на изборната кампања и на севкупниот изборен процес ќе остварува непосредна соработка со медиумите, Сдруженијата на граѓаните и со граѓаните директно и за таа цел ја охрабрува целокупната јавност навремено да ги пријавува конкретните случаи на прекршување на забраните утврдени во Законот за спречување на корупција и судирни интереси и во изборниот закон. Сакаме да ви известиме и да известиме целокупната јавност дека на веб страницата на Државната комисија за спречување на корупција објавена е форма на пријава за сомневања за незаконитости и прекршувања во изборниот процес и во изборната кампања на претседателските и локалните избори 2019 година, која може да ја пополни секој кој има сознание за евентуални прекршувања на одредбите од изборниот законник, за забрана за употреба на буџетски средства, односно забранети дејствија на јавните институции од денот на распишување на изборите, во текот на изборната кампања, се до завршување на изборите. Исто така, сакаме да известиме дека на нашата веб страница е поставена и веб апликација за регистар на возила на државни органи и органи на локална самоуправа, јавни предпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал, од кој регистар секој ќе може да пребара
дали возилата по институции, по регистарски таблици, дали возилата кои што се дел од тој регистар се злоупотребуваат во текот на изборната кампања. Доколку има сознание за употреба, секој ќе може да пријави сомневање за злоупотреба на истите до Државната комисија за спречување на корупција. И како за крај во овој прв блок од денешното студио, како што најавивме на почетокот, извештај на колегата Игор Стефановски во однос на пожарите кои што ја зафатија Република Македонија. Според македонски шуми, во март биле регистрирани 128 пожари во државава, што е енормно зголемено споредено со претходните години. И ако се процени во денарска противредност, 53 милиони 500.000 денари штета има од овие пожари. А оно што е алармантно е дека најголем процент, односно 99% од случаите, причината за пожарите е човечкиот фактор. Го следиме ово извештај, јас и Јана овде се одјавуваме, се враќаме околу 15:20 часот. Ке ги изгасили најавени од дожд пожарите во државава. Во март биле регистрирани 128 пожари. Македонски шуми забележува дека бројката на шумските пожари е енормна за еден месец споредено со претходните години. Огното пожарил 2817 хектари, а 3250 метри кубни дрвја. Штетата се проценува на 53 милиони и 500.000 денари. Во 99% од случаите причината за пожар е човечки фактор, а само 1% од гром. Пожари предизвикани од човекот може да бидат намерни, подметнати пожари и ненамерни, од невнимание при палење на страништа, палење пасишта, фрлени од пушоци, сообраќајна незгода, искра од алат, при работа, искра од електрични далеководи, приготвување скара во шума, палење логорски оган, палење депонии. Во меѓувреме алармантна е состојбата во противпожарните единици. Со стари возила повеќе од 30 години работи Ресенската противпожарна. Има 19 пожарникари. Командирот вели дека се доволен кадар, но возилата често им се расипуваат. Сепак наоѓаат начини како да стасаат до тешките локации за да изгаснат пожар. Располагаме со 5 противпожарни возила, значи тоа е донација ни од Дирекција за заштита и спасување джипот. Ова ни е донација Волвото ни е донација од Англија, од операција Флорион. Ова ни е исто од Англија донација. Ова е наше возило од 80-тите години. Ова донација добивме минатата година од Германија. И овие се што се ги имавме наши. Практично вашата противпожарна единица на Ресен функционира со претежно донирани возила и без некоја голема инвестиција од страна на државата. Да. Паралелно држава има само половина од потребните професионални пожарникари, покажуваат податоците на Дирекцијата за заштита и спасување. Наместо еден пожарникар на најмногу 1500 жители, лани сме имале 747 пожарникари, односно 1 на 2778 жители. Преполовени се капацитетите на Скопската противпожарна. Огнот го гаснат со застарена опрема. Додека пожарникарите наоѓаат начини како со стара опрема да гаснат оган, електронската архива за судски одлуки не покажува пресуди за кривичното дело предизвикување шумски пожар. Ги гонат со делото предизвикување општа опасност. Разликата е во висината на казната. За првото дело е од 1 до 10 години, за второто од 6 месеци до 5 години. Останува отворено прашањето дали предизвикувачите на пожар добиваат реална казна.